Што за вас представува слободата на изразување, активизмот и слободата на медиумите? Тоа е нешто што уште го немаме стекнато и зашто се немаме изборано, зашто по долгогодишната цензура која доаѓаше од центрите на моќ, ние толку се навикнавме на тоа што сега во периодот во кој што као се ослободивме од тоа што претходеше, се автоцензурираме. Се забрануваме сами на себе да ги кажеме работите кои ги мислиме, со страв дека ќе бидеме повторно обележани, со страв дека ќе бидеме отфрлени. И затоа мислам дека треба прво тоа да го надминеме, треба да надминеме автоцензурата, за после да можеме да се избориме за она што значи слобода на говор и слобода на медиуми. Како стоиме со активизмот? Па дури и таму се забележува автоцензурата. Не мислам дека треба по секоја цена да се премолчува секоја грешка на новата влада само за тоа да не се врати ВМРО. Не мислам дека е тоа крајната цел. Мислам дека крајната цел сите да се опаметиме. Крајната цел е да ги застапуваме вредностите за кои се боревме. Кон тоа треба да се оди по секоја цена. Како ти ја поддржуваш слободата на изразување и активизмот данас кај слободата на медиум? Како можеш да придонесеш во таа насока? Па со борење прво против автоцензурата, потоа против цензурата која доаѓа од надвор. Не знам, веројатно постојат многу механизми, веројатно постојат и механизми кои ги користиме, а не сме ги детектирале. Заради тоа што верувам дека тоа е дел од онаа борба која ја водиме веќе подолго време. Не ја гледам како одделна борба, туку ја гледам како борба во целото, борба кон стварање на оно општество и борба кон оно општество кое сакам да го живееме. Дали некогаш си се соочила со притисоци, со уцени, со закани од било каков вид од политичките и бизнис центрите на моќ во период за кој што зборуваш и како се справила со тоа? Па да, но најчесто тоа се игнорира. Заради тоа што тие доаѓаат, тие закани прво не може да ме предомислат за да тргнам во друга насока. Не може да ги сменат моите ставови, така што не мислам дека да, на почетокот се обидувам да дискутирам, се обидувам да разговарам за проблемот, се обидувам да разговарам за разликите во ставовите кои постојат, меѓутоа после кога ќе увиди човек дека тоа се темели на партиска послушност, се откажува од било каква дискусија, заради тоа што тие нарачани закани не се нешто што можеме да ги промениме, не се нешто што можеме да го избришеме. Сега за сега. Се надевам дека во иднина ќе биде поинаку. Ако ние се автоцензурираме на некој начин во овој период, тогаш дали всушност можеме да зборуваме дека постои било каква слобода на изразување и слобода на медиуми и доколку постои барем минимално, како би ја одбранила? Што треба да направиме за да ја одбраниме? Слободата ја имаме онолку колку што ние се залагаме да ја имаме. Мислам дека слободата нема да ни дојде од седење дома, нема да ни дојде од помирување со нештата онакви какви што се. Има изблици на слобода, но се надевам дека во иднина ќе има уште повеќе. Се надевам дека нема да бидат исклучоци, се надевам дека ќе бидат правила. И треба да продолжиме да ја браниме онака како што ја браневме и досега. Односно да не се помируваме со промената на власта, само по себе нема да дојдат промените кои ги очекуваме сите. Со промената на власта, да, ќе се сменат луѓето кои што седат во владата и одлучуваат за нас. Меѓутоа додека ние не сватиме дека ние сме тие кои одлучува кој ќе седи таму. И додека ние не сватиме дека ние сме тие кои одлучува кој ќе седи во парламентот, се до тогаш нема да имаме слободата која што ја посекуваме. Се до тогаш ќе си спроведуваме и автоцензура и ќе дозволуваме да бидеме цензурирани од надвор.